Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Останете со нас. Еве што издвојуваме за денеска. Општина Ѓорче Петров апелира граѓаните да се вклучат во гаснење на пожарите. Министерството за здравство со апел утре од работа да се ослободат бремените жени и работниците постари од 60 години. Реконструкција на училиштата во Газибаба. Од 7 до 12 август гурмански викенд со пиво, Пиволенд. Изминатиот период општина Ѓорче Петров се справуваше со гаснење на пожари, кои зафатија голем дел од целата Чашка, Грачани, Орман и Никиштани. На денешниот вонреден состанок за превенција од пожарите, градоначалникот Сокол Митровски побара и од граѓаните да се вклучат во гаснење на пожарите. Општина Ѓорче Петров информира дека поради високите температури се зголемува и опасноста од настанување шумски пожари на отворен простор и апелира за поголема будност и мобилност на сите граѓани и субјекти во заштита од пожарите. Граѓаните да се вклучат во гаснење на пожарите во рамки на своите можности, а председателите на местните и урбаните заедници да ја подобрат организацијската поставеност на својата територија. Ова е истакнато на вонредниот состанок за превенција од пожари, што се одржа денеска во општина Ѓорче Петров. Предвидени се и средби со местното население, на кои ќе се разговара за актуелната состојба. Состанокот, како што соопшти општина Ѓорче Петров, го раководал градоначалникот Сокол Митровски, а присуствувале председателите на местните и урбаните заедници, представникот регионалниот центар за управување со кризи на Карпош и командирот на полициската станица Ѓорче Петров. Советникот за безбедност Таноја Богев истакнал дека меѓу граѓаните потребна е поголема мобилизираност и соработка во случај на избивање нови пожари на територијата на општината, како и да се зголеми контролата на шумската полиција на терен. На состанокот бил поделен материјал со насоки за однесување и превенција за време на летните месеци, кога пожарите се најактуелни. Пожарите во руралниот дел од општина Ѓорче Петров, во селата Чашка, Грачани, Орман, Никиштани и депонијата кај реката Лепенец нанесоа големи штети. Последниот пожар што избувна во село Орман веќе е локализиран, но нов се појави на потегот околу караулата Чашка. Во неговото гаснење учествуваат припадниците на бригадата за противпожарна заштита, местното население и вработени во комуналните служби во општината. Општина Ѓорче Петров информира дека ситуацијата и понатаму е сериозна на терен и затоа треба да се внимава каде се оставаат отпадоци, посебно празни стаклени шишиња и да не се фрлаат од пушоци. Град Скопје со богата културно-забавна програма за предстојниот период. Деталите ќе ги дознаете малку подоцна во вестите. Министерството за здравство по одржаниот состанок на Комисијата за топлотни бранови препорачува во следните 3 дена, од петок до недела, од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и лицата над 60 годишна возраст. На работодавците им се препорачува да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, како и обезбедување одмор, подсенка и доволно течности на секој 2 часа. Министерството за здравство по одржаниот состанок на Комисијата за топлотни бранови препорачува во следните 3 дена, од петок до недела, од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и лицата над 60 годишна возраст, додека сите останати лица при појава на каков било здравствен проблем веднаш да се јават кај својот матичен лекар. На работодавците им се препорачува да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, како и обезбедување одмор, подсенка и доволно течности на секој 2 часа. Министерството за здравство препорачува да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, а особено се препорачува на установите за згрижување на децата, детските градинки, да не ги изнесуваат децата на отворено и да не практикуваат физичка активност во истиот период. Во следните 3 дена, Министерството за труд и социјална политика со поддршка од Црвениот крст на Македонија ќе спроведуваат интензивни активности за згрижување на бездомните лица. За граѓани
граѓаните од целата држава. Потсетуваме дека е потребно да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, консумирање лесна храна, етичности и хигиенски начин на подготовка на храната. На хронично болните лица се препорачува редовно земање на препишаната терапија, а при појава на било каков здравствен проблем да го контактираат својот матичен лекар. Поради повисоките температури кои се најавуваат за следните денови, напоменуваме дека е потребен повисок степен на внимание при подготовка и консумирање на храната. Информации за топлотните бранови континуирано се дистрибуираат на интернет страната www.toplotnibranovi.mk. Интензивно се реконструираат училиштата на територија на општина Газибаба. Градоначалникот Тони Трајковски денеска беше во посета на градежните активности, кои треба да завршат до крајот на месецов. Летниот период во основните училишта општина Газибаба го користи за реновирање и реконструкција на просториите во училиштата, за обнова на санитарните јазли, средување на надворешниот простор и физкултурните сали, информира општината. Посета на градежните активности во училиштата Крсте Мисирков и Наум Охридски во Црешево изврши градоначалникот Тони Трајковски. Во подрачното основно училиште Наум Охридски во Црешево поставена е термоизолирана фасада. Поставени се симсови на стариот дел од училиштето, а цоклето на училиштето е обложено со природен камен, со што ќе се овозможи поголема енергетска ефикасност во училиштето. Во основното училиште Крсте Мисирков во тек се повеќе градежни активности. Изработена е фасада на целото училиште со стиропор и истото е офарбано. Заменети се прозорци во неколку училници, а во тек е длетување и молерисување на училниците и на ходниците. Во дворот на училиштето направени се патеки и летниковец, изработен е зид и ограда околу дворот и поставени се врати на главниот влез во училиштето и на паркингот. Исто така во тек и реконструкција на физкултурната сала во училиштето. Градежните работи се очекува да завршат до крајот на август, со цел учениците новата учебна година да ја започнат во реновирани училишта. Пиволенд и Супер Скопје. Два културни настана кои ќе го одбележат месец август, а на скопјани и на туристите ќе има возможат исклучителна летна забава. Од 7 до 12 август на Скопското кале по 10 пат ќе се одржи традиционалната манифестација Гурмански викенд со пиво Пиволенд 2017. Посетителите и годинава ќе имаат можност да уживаат во добра музика, студено пиво и гурмански деликатеси. На годинишниот Пиволенд ќе има богата музичка програма. Ќе настапат Ван Гог, Неверне Бебе, Сарс, Негатив, како и македонскиот рап состав САФ. За љубителите на фудбалот на 7 и на 8 август, со оглед на тоа што во исто време се одржува Суперкупот, подготвени се повеќе содржини во кои ќе може да уживаат во навивачка атмосфера. Фестивалот е под покровителство на градот Скопје и годинава за негова реализација од буџетот се издвоени 600.000 денари, истакна градоначалникот Коце Трајановски и додаде дека оваа година со одржувањето на Пиволенд всушност ќе започне и големата летна забава Супер Скопје, која што ќе се одржи на повеќе локации низ градот Скопје. Со одржувањето на Пиволендот практично започнува големата летна забава Супер Скопје, која што ќе се одржи на повеќе локации во градот Скопје. И тоа на 18 и на 19 август ќе се одржи покрај Кеј, на 25 и 26 август во Скопската чаршија, на 1 и на 2 септември на улица Македонија и на 8 и на 9 септември ќе се одржи ќе се одржи на Боемската улица. Граѓаните на Скопје и посетителите во Скопје ќе имаат можност да уживаат во добра музика. За поддршката од град Скопје се заблагодари Сандра Тимова од угостителскиот објект Темов, која ги повика граѓаните на Скопје и сите љубители на пивото да го посетат фестивалот и да уживаат во околу 100 видови пиво и многу деликатеси.
Првиот гурмански викенд со пиво Пиволент се одржа во 2008 година, а во 2009 беше прогласен за најпосетен настан. Пиволент започна во 2008 година и од година во година се повеќе расте посетеноста и нас ни е многу драго. Поради тоа во 2009 беше прогласен за најмасовно посетен настан. Првите 2 дена ќе имаме многу интересни кавер бендови, како што е Band of Chillplay, Нина Јанева, South Park, Shine и многу интересни диџеи. Исто така во овие 2 дена, како што напомена градоначалникот, ќе бидат малку посветени на фудбалската содржина во духот на фудбалот. Понатака ни настапуваат Ивана Петерс, фронтменот на Негатив, Van Gogh, Duos, Conquering Lions, SARS, Beyoncé Tribute, Never Nebeve, Сонја Исмаил, DJ Шваре, DJ Strike и Саф. Значи се надеваме дека со оваа музичка програма навистина го погодивме вкусот на посетителите и дека навистина ќе уживаат во овој 6-дневен 10 поред Пиволент. Бидејќи се работи за јубилеен роден ден на Пиволент, се подготвуваат голем број изненадувања, најавуваат организаторите. Сексуалното заедно со семејното насилство представуваат најдоминантен облик на родово базирано насилство, со цел овозможување на заштита на жртвите од семејно насилство до крајот на годинава ќе бидат отворени 3 центри за заштита на жртвите од семејно насилство во Скопје, Тетово и Куманово. Отпочнување процес за ратификација на Истанбулската конвенција или Конвенција за спречување и заштита од насилство врз жената, вклучително и домашно насилство, е еден од приоритетите на владата, заедно со сите министерства. Ова денеска на пресконференција го истакна министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, која рече дека сето тоа бара интервенција од државата, но и поддршка и отварање можности за користење меѓународни фондови. Царовска исто така нагласи и дека Министерството е во подготовка за отварање на Центар за заштита од сексуално насилство, што би значило сместување на жртви кои го преживеале, откако ќе поминат низ 3 центри кои Министерството за здравство ќе ги отвори. Центарот, чија локација ќе биде тајна, има капацитет за сместување на 10 лица, а ќе се подготват интерни документи, протоколи и протоколи за постапување, со цел сите засегнати страни да ја имаат својата улога за заштита на жртвите. За да имаме еден систем кој што ќе значи превенција, заштита на жртви од родово базирано насилство, потребно е и законско решение. Македонија во моментов има закон за превенција, заштита, спречување на семејно насилство, што апсолутно не е доволен, потребен е сеопфатен закон кој што ќе ги третира сите видови на родово базирано насилство и со тоа ќе си добиеме систем кој што конечно ќе може да функционира. Ова е само еден дел од услугите што се потребни да се воспостават согласно конвенцијата. Министерството за труд и социјална политика пред 2 недели отвори и повик за поддршка на граѓански организации кои што ќе менаџираат центри и друг тип на услуги за семено насилство. И тоа е исто така друг пакет на услуги кои што се потребни да се нудат, а се утврдени со конвенцијата која што Македонија треба да ја ратификува. Со ова званично кажуваме и дека Министерството за труд и социјална политика, а и владата се припрема да Македонија ја ратификува конвенцијата и да ги воспостави сите потребни услуги согласно стандардите и нормативите. На пресконференцијата се обрати и министерот за здравство Арбен Таравари, кој рече дека ќе се отвараат 3 шелтер центри за пријавување семејно насилство, и тоа во Скопје, Куманово и Тетово, кои ќе функционираат во рамки на болниците. Посочи дека заедно со Министерството за труд и социјална политика и програмата за развој на Обединетите нации ги почнуваат подготовките за ратификација на Истанбулската конвенција, а тоа е усвојување на подобри политики и практики за елиминација на насилството врз жените. Практично денеска Министерството за труд и социјална политика, ние како Министерство за здравство и програмата за развој на UNDP ги започнуваме подготовките за ратификација на Истанбулската конвенција, а тоа е усвојување на подобри политики и практики за елиминација на насилството врз жените. Истанбулската конвенција е фокусирана токму на насилството кон жените и девојките, посебно во делот на
сексуалното и семејното насилство, а ратификацијата на оваа конвенција ќе овозможи покоординиран и институционален одговор кон сите видови насилство врз жените. Истанбулската конвенција како меѓународен документ содржи најсеопфатни законски решенија и политики за заштита врз жените. Оваа прашање ќе биде едно од приоритетите и на нашето министерство, како Министерство за здравство. Постојаниот координатор на Обединетите нации и представник на програмата за развој на Обединети нации Луиза Винтон, осврнувајќи се на почетокот на новиот проект, чија цел е да помогне на земјата да се подготви да ја спроведе Истанбулската конвенција за спречување на насилство против жените, рече дека средствата за финансирање на оваа иницијатива во износ од $300,000 се од UNDP. Потенцира дека согласно тврдените статистики во други европски земји, 1 од 3 жени во Македонија ќе биде жртва на некоја форма на родово засновано насилство во текот на нејзиниот живот, а во светски рамки 1 од секои 6 луѓе ќе биде жртва. Токму поради ваквите статистички податоци, нагласи таа, Обединетите нации го гледа насилството против жените како една од најзастапените повреди на човечките права во светот. Поддржувањето на ратификацијата и спроведувањето на Истанбулската конвенција е приоритет за сите организации на Обединетите нации присутни во земјата, уште откако ја усвоивме новата заедничка стратегија на почетокот на 2016 година. За ова има две едноставни причини. Првата причина е загрижувачката појава на насилството против жените и во оваа земја и во светот генерално, и дозволете ми да нагласам дека тука не зборувам само за семејното насилство, туку исто и за силувањето и сексуалниот напад. Тешко се наоѓаат цврсти податоци, но јасно е дека согласно утврдените статистики во други европски земји, 1 од 3 жени во Македонија во текот на својот живот ќе биде жртва на некоја форма на родово засновано насилство. По повод големиот национален и верски празник Илинден Свети Илија, градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски на 8-члено семејство од Инџиково му обезбеди донација од општината. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски за празникот Илинден ја посети куќата на семејството на Зоран од Инџиково, во која живеат 8 членови на неговото семејство. При оваа посета им подари шпоред и пакет со средства за хигиена, а во најскоро време вети дека ќе им ја санира и трошната куќа, со цел да им се подобрат условите за живење. Трајановски нагласи дека општината преку целата година настојува да им помогне на оние на кои им е најпотребно, со прехранбени пакети, хигиенски пакети, апарати за домакинство, санација на дел од домовите и друго, во зависност од нивните потреби. Општината ќе продолжи и во иднина да помага во рамките на своите можности, секаде каде ќе има потреба, рече Трајковски. Во сабота и во недела, во раните утрински часови ќе се врши авионска дезинсекција против комарци. Град Скопје апелира до пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Во раните утрински часови во сабота и во недела, на 5 и 6 август, ќе се врши авионска дезинсекција против возрастни форми на комарци на подрачјето на градот Скопје. Терестричната дезинсекција на подрачјето на град Скопје против возрастни форми на комарци пак ќе се одвива од недела до четврток, односно од 6 до 10 август во периодот од 23 до 4 часот на редниот ден. Град Скопје соопшти дека доколку не дозволат временските услови, авионската дезинсекција ќе се изврши првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни во истиот термин, а согласно на тоа ќе се извршува и терестричната дезинсекција. Оттаму апелираат и до пчеларите навремено да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите. Управата за хидрометеоролошки работи информира дека продолжува периодот на претежно сончево и многу топло време. Особено топло ќе биде во деновите од викендот, кога максималната температура во најтоплите региони ќе достигне до 42 степена. UV индексот ќе биде многу висок со вредност 9.
И при да ви се заблагодарам за вниманието, уште една информација. Објектот на фабриката за пластика Диагонал Пластика, корисниците од село Горно Сонје, објектот на општина Сопиште, викенд куќите во местото Викано Коштан, како и воените објекти над општина Сопиште, утре од 9 до 13 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Ова беше и последната информација во Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.